Да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Црвен крст Охрид им оддаде признание на јубилејните дарувачи на крв. Делегација на Светската здравствена организација во посета на Општа болница Охрид. Се водат сомнителни тендерски постапки и се склучуваат сомнителни договори, обвини на денешната пресконференција претседателката на СДСМ Охрид Карлеска Деспотовска. Претседателката на ЛДП Моника Зајкова во посета на Охрид во рамки на иницијативата на партијата Секој е важен. Изложба на фотографии во црно-бела техника на фотоклубот Охрид. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во сабота на Британските острови, централните, источните и југоисточните предели на Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија со врнежи од снег и студено време. Во останатите предели од Европа стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во јужните и источните предели ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 17 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Во доцните попладневни и во вечерните часови во северозападните предели се услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 8, односно до 19 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер со променлив правец. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура до 14 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска на свеченост по повод 17 март, денот на крводарителството на Република Македонија и денот на Црвениот крст на Република Македонија, Општинската организација на Црвен крст Охрид додели соодветни признанија, благодарници и плакети на заслужни поединци, фирми и институции, но пред се на крводарители кои што го исполниле оној јубилеен број на дарувани единици крв во 2023 година. Охрабрува фактот што расте бројот на лица кои што за прв пат даруваат крв, вели претседателот на Црвен крст Охрид, Сашо Точков. 65 годишниот охриѓанец Борис Стојановски денеска доби признание за својата хуманост. Црвен крст Охрид му додели плакета за 100 остварени крводарувања во 2023 година на свеченост по повод 17 март, денот на крводарителството и денот на Црвениот крст на Македонија. Стојановски вели дека редовно дарува крв од 1978 година и дека ќе продолжи и понатаму се додека го служи здравјето. Крвта се дарува да спасиш некому живот, да му помогнеш. Тоа е, да бидеме хумани. Милчо Бујаровски почнал да дарува крв од 1980 година од неговите војнички денови. Доби признание за остварени 75 дарувања крв. Најпрви да се заблагодарам на организацијава на Црвениот крст за тоа што го организираше денеска. Чест ми е што го добив ова признание за 75 дарувања крв. Постапките мои се надевам дека продолжува и мојот син, кој што има над 25-6, меѓутоа не живее овдека во Македонија сега. И ги охрабрувам сите и им посакувам сите здрави, млади луѓе да даруваат крв, затоа што сите знаеме дека ова е хумана работа. Како резултат на хуманоста на крводарителите, ангажираноста на вработените и волонтерите на Црвен крст Охрид и службите за трансфузиона медицина, се обезбедуваат потребните единици крв и крвни продукти за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во нашиот град. Хуманоста што ја покажуваат нашите крводарители придонесува да бидат спасени многу човечки животи, посочува претседателот на Охридскиот Црвен крст Сашо Точков. Ним, но и на заслужни поединци, фирми и институции, организацијата со признанија и благодарници му кажа почит на пригодна свеченост. Навистина сме горди што имаме голем број на крводарители. Нашето семејство овде во Охрид и околината брои преку 1500 крводарители кои што несебично се посветени, исполнети со таа хумана нитка, со тој хуман гест да даруваат крв и да спасуваат човечки животи. Крвните единици кои што тие ги дарувале, зборувам за 2023 година, се употребени во здравствените установи во Охрид и Дебарца, но и во целата држава, така да се спасени многу човечки животи. Продолжуваме посветено на ова проблематика на крводарителството, ги охрабрувам и поканувам сите оние кои што се чувствуваат здрави, кои што можат и сакаат да бидат хумани, можат тоа да го направат овде во Црвениот крст и во службата за трансфузиона медицина во болницата во Охрид. Минатата година на 18 крводарителски акции организирани од Црвен крст Охрид собрани се 1507 единици крв. Радува тоа што преку 10% од оние кои што дарувале крв во 2023 година се првократни дарители. Тоа не охрабрува дека и понатаму ќе имаме млади луѓе кои што хуманоста ја гледаат во спасување човечки животи преку дарување на крв, вели Сашо Точков. Делегација на Светската здравствена организација во посета на јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Посветени сме на поддржување на иновативни пристапи во кои пациентот е секогаш во центарот на вниманието, велат од Охридската општа болница. Делегација на Светската здравствена организација оствари посета на јавната здравствена установа Општа болница Охрид во рамки на националната мисија за оценување на болничкиот сектор во Македонија. Во текот на нивната посета, делегацијата не упати на софистицирани насоки за спроведување на нивната мисија за проценка на болнички капацитети, идентификувајќи области и можности за подобрување на капацитетите во насока на поддршка и зајакнување на стратешките цели на Министерството за здравство до 2030
2030 година, обезбедувајќи здравствени реформи кои ќе бидат сеопфатни, проширени и кои ќе водат кон подобар систем во согласност со меѓународните одредници, информира од јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Посветени сме на поддржување на иновативни пристапи во кои пациентот е секогаш во центарот на вниманието, велат од болницата. Во периодот од 11 до 15 март 2024 година, Светската здравствена организација со учество на домашни официјални лица и со меѓународни експерти од Велика Британија, Франција, Шпанија и Швајцарија, преку технички средби и работилници, посети на терен, ја спроведува националната мисија за оценување на болничкиот сектор во Република Северна Македонија. Општинската организација на СДСМ Охрид со пресконференција за кривичната пријава на директорот на јавното претпријатие Охридски комуналец. Се водат сумнителни тендерски постапки и се склучуваат сумнителни договори, рече председателката на СДСМ Охрид Кристина Крлеска-Деспотовска. Секојдневието на локалната самоуправа на Охрид и на првите луѓе на јавните претпријатија наликува на типично за нив предизборно дивеење, а не на залагање за работа исклучиво согласно закон и прописи и во интерес на граѓаните на Охрид. Па така во низата на активности за задоволување на нечии лични интереси се водат сомнителни тендерски постапки и се склучуваат сомнителни договори. Во конкретниот случај, предмет на договорот е половна дотрајана машина, произведена 1987 година, за која се платило сума од 5 пати повисока од пазарната вредност. Но народните пари имаат вредност и тежина и секоја нивна злоупотреба треба да се санкционира. Имено, на ден 13.3.2024 година СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицата СН, СМ, ИО и ТР од Охрид. СН во својство на ВД директор на јавното претпријатие Охридски комуналец Охрид и СМ, ИО и ТР во својство на членови на Комисија за јавни набавки со злоупотреба и пречекорување на дадените службени овластувања, иако знаеле дека цената на единствената понуда за набавка на работната машина булдожер е повеќекратно, односно 5 пати повисока од пазарната вредност на истата, на ден 17.1.2024 година склучиле договор за јавна набавка со правното лице Нефи-Ик Дойл Охрид, со што го оштетиле буџетот на јавното претпријатие Охридски комуналец Охрид за сума од 3.304.000 денари. Охриѓани денеска имаа можност на плоштадот Крушевска република и во чаршијата да поразговараат со председателката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Посетата на Зајкова на Охрид е во рамки на иницијативата на партијата за конципирање на мерки насловена "Секој е важен". Денеска меѓу охриѓани беше председателката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Посетата е во рамки на активностите на партијата во иницијативата насловена "Секој е важен", која има за цел да се слушнат мислењата на граѓаните и нивните потреби од прва рака. Генерално, кога дискутирате со граѓаните, проблемите речиси во секое населено место се исти, вели Зајкова. ЛДП во своите органи и тела донесе одлука дека ќе даде поддршка на онаа коалиција што ќе движи државата побрзо напред кон Европската унија, дека ќе биде предводник на таа Европска коалиција. Во текст се преговорите со актуелните коалициони партнери, а веќе во понеделник е закажан извршниот и централниот одбор на партијата, каде што ќе се носи одлука во делот на кандидатите за пратеници и бројот на места кои што ќе ги има ЛДП во таа Европска коалиција, и нормално пред се и одлука за настап на предстојните председателски и парламентарни избори. ЛДП на овие избори ќе биде коалиционен партнер на СДСМ и во тек се разговорите за конципирање на листите со кандидати и позициите. Граѓаните стануваат апатични кон политиката, но не треба тоа да се дозволи, вели Зајкова, и порачува дека секој поединец треба да има на ум дека е важен и со својот глас одлучува во каков правец ќе се движи државата. Незадоволството од корупцијата и правосудниот систем, голем дел поплаки во она што значи образование и како да направиме атрактивна Македонија за младите луѓе да останат во нејза, и
нормални во делот на животната средина и оние локални комунални проблеми со кои што секојдневно се соочуваат граѓаните. Токму затоа ги слушнавме нивните предлози, се работеше интензивно на решенија, програмата секоја важна е спремна. Либерално-демократската партија има бројни иницијативи во законодавниот дом, од измени на кривичниот законник со кој се предлага подигнување на рокот за застареност на кривичните дела, законот за платни системи со кој што треба да се намалат провизиите што ги плаќаат граѓаните на банките, иницијатива за измени на законот за благосостојба на животните, каде акцент се става на одговорно сопствеништво и зголемување на казните, задолжително чипирање и регистрирање на одгледувачници. Актуелна е иницијативата на ЛДП за измена на законот за локална самоуправа, со која што се враќа можноста која имаа граѓаните до 2002 година, да можат да го отповикаат градоначалникот со референдум, доколку не се задоволни од неговата работа. Во организација на фотоклубот Охрид, изложба на фотографии во црно-бела техника. Станува збор за изложба на тројца фотографии: Димче Мајковски, Димче Коруновски и Слободан Циклевски. Ќе бидат изложени вкупно 40 дела. Во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Прилече во Охрид се отвара изложбата на фотографии во црно-бела техника. Станува збор за изложба на тројца фотографи: Димче Мајковски, Димче Коруновски и Слободан Циклевски. Фотографиите во црно-бела техника се особено интересни за луѓето кои имаат префинет вкус. Ќе бидат изложени вкупно 40 дела на тројцата автори. 20 од нашиот гостин од Скопје и по 10 од домаќините на фотоклубот, кој всушност е и организатор на оваа изложба. Во клубот членуваат над 20 љубители на фотографија, меѓу нив има повозрасни, например како мене, и помлади, што е особено важно за опстојување на самиот клуб. Минатата година ние прославивме 25 години од своето постоење и еве работиме, би рекол, со голема љубов и ентузијазам. Но за жал и по толку години постоење ние немаме своја просторија. Секогаш, би рекол, одговорните за таа работа ни ветуваат, но никогаш не исполнуваат. Јас се надевам, меѓутоа надежта последна умира и чинам дека може би наскоро ќе имаме своја просторија. Охрид е непресушна инспирација за фотографите, уметниците и сликарите. Денес дигитализацијата и современите апарати овозможуваат лесно да се овековечат мигови и детали. Денес фотографирањето може да го направи секој. Малку, ако ја сака убавината на својот град или одредени детали, може да ги со својот телефон да ги направи да бидат тие вечни. Да не зборувам за оние што употребуваат, би рекол, фотографски апарати и разноразни техники. Освен тоа, дигиталната фотографија возможува да изгледа таа прекрасно, преубаво. Секоја, би рекол, фотографија во колор може да се направи црно-бела фотографија. Тоа е толку лесно и достапно, така што љубителите на фотографијата треба само да се испробаат. Од фотоклубот Охрид велат добиваат голема поддршка од локалната самоуправа, само им недостигаат простории. Да ги погледнеме и вестите од светот, кои беа актуелни денес. Најмалку 3 лица загинале, а 39 се повредени, од кои неколку потешко во торнадото кој ги погоди американските сојузни држави Индијана, Охајо и Арканзас, соопшти официјални представници. Повеќе куќи биле оштетени или уништени. Началникот на полицијата на Индијана на пресконференција рекол дека некои куќи во Винчестер се срамнети со земја. Полицијата помагала во напорите за пребарување и спасување на жителите во Винчестер во Индијана, објави NBC News. Повеќе од 5000 домови и бизниси во Индијана и повеќе од 20.000 во Охајо останале без струја. Торнадото било пропратено и со силни грамотевици.
32 годишна жена и нејзините 3 мали деца од 6 и 2 години утрово ги загубиле животите во пожар во нивниот стан во Болоња, јавува агенцијата АНСА. Жената била романска државјанка и починала на пат кон болницата, а нејзините деца, 2 девојчиња и 1 момче, починале како последица на вдишување чад во спалната соба во која сите спиеле, соопштила полицијата. Нивниот татко бил на работа кога се случила трагедијата. Пожарот се случил во станот кој се наоѓал на 4-тиот кат, а најверојатно бил предизвикан од дефект на електричните инсталации во зградата. Истрагата е во тек. Почна гласањето за претседателските избори во Русија, на кои сосема известно е дека ќе победи Путин за нов 6-годишен мандат, бидејќи нема кредибилен противник. Владимир Путин е еден од 4 кандидати на гласачкото ливче, но ниту еден од останатите тројца не представува реален предизвик. Сите негови најотворени критичари беа принудени на екзил, затворени се или се мртви. Ке се гласа 3 дена, дополнително предвремено гласање започна денес од безбедносни причини во окупираните делови на 4 украински региони Запорожје, Херсон, Донецк и Луганск. Постојат различни начини со кои украинците под окупација се присилуваат на гласање. Почитувани гласачи, се грижиме за вашата безбедност. Не мора никаде да одите да гласате, ќе дојдеме кај вас дома со гласачки ливчиња и кутии, објави на социјалните мрежи изборната комисија поставена од Русија во областа Запорожје. Еден жител се пожалил дека проруски соработници во придружба на вооружени војници одат од куќа до куќа со гласачки кутии барајки гласачи. Украинскиот гувернер на Запорожје Иван Федоров вели дека локалното население во неговиот делумно окупиран регион е принудено да гласа. Тие одат во секој стан и секоја куќа и прашуваат дали сакате да гласате. Нашите граѓани се многу исплашени. Се разбира, кога русите и војниците ќе дојдат во нивниот стан и ќе прашаат дали ќе гласаат за Путин, сите ќе речат во ред да, затоа што секој сака да си го спаси животот, но тоа не значи дека нашите граѓани сакаат да го поддржат Путин, вели гувернерот Федоров. Ракетата Starship на компанијата SpaceX на Илон Маск, лансирана по трет пат од базата во Тексас, најверојатно се распаднала. Летот траел околу 1 час. Набрзо по полетувањето дошло до проблеми во комуникацијата. Прекинат бил контактот со Starlinkот, тоа со интернет услугата и со сателитскиот систем за пратење и пренос на податоци. Тимот соопштил дека ракетата исчезнала така да нема да има слетување, рекле од SpaceX за време на преносот во живо. Сепак неверојатно е да се види до каде стигнавме овој пат, рекле од компанијата. Од SpaceX порачуваат дека вакви промашувања се очекуваат и третираат како нешто нормално. Ова вселенско летало постигна многу повеќе од претходните 2 теста во 2023 година, пишува CNN. А и целта е да се соберат клучни податоци како инженерите би можеле да работат на унапредување на леталото за наредните мисии, изјавиле од SpaceX. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно!